Од анализите на епидемиолошките анкети на новозаразените може да се констатира дека главната причина за зголемување на бројката се должи на непочитување на мерките, и тоа пред се групирање, собири, прослави како и свадби кои што се забранети, но и генералното опуштање на граѓаните. На денешната пресконференција министерот за здравство доктор Венко Филипче потенцираше дека граѓаните заборавија за почитувањето на мерките, како и последиците кои што ги сносиме од нивното непочитување. Летото е зад нас, а со тоа и стабилниот период кој што досега го имавме полека завршува. Ризикот кој го носи есента е сериозен аларм, дека мора и натаму да делуваме за да го заштитиме и јавното здравје, но и здравствениот систем. И повторно ќе кажам, нема да дозволиме оние кои не ги почитуваат мерките да ги изложуваат на ризик критичните, ризични групи на граѓани, но и сите останати кои може да бидат жртви на вирусот, а видовме дека коронавирусот може да биде фатален буквално за секој еден од нас. Министерот Филипче најави дека во наредните денови ќе се зголемат контролите во сите објекти од надлежните институции. Сите инспекторати, институции кои се задолжени за спроведување на мерките интензивно ќе работат и апелирам состојбата да се разбере многу сериозно. Апсолутно е недозволиво покрај сите најави за ризиците кои што го носи овој период, сериозен дел од граѓаните и понатаму да не ги почитуваат и да ги прекршуваат мерките. Недозволиво е сериозен дел и од бизнисите, пред се во угостителскиот сектор, да не ги почитуваат превентивните мерки. Инаку, како што извести министерот, во план се воведување на нови мерки со оглед на најавениот есенски бран за кој што е предвидено да донесе црноковиј сценарио. Тој кажа дека во новиот план не е исклучена можноста за воведување на рестрикции во движењето, меѓутоа, како што рече, доколку тоа е нужно, нормално е дека ќе се воведе карантин.